Заштитата на потрошувачите се состои во група на закони, организации и институции создадени да се обезбеди правото на потрошувачите, како и правото на фер тргување, конкуренција и пласирање точни информации на производите кои се нудат на пазарот. Законите се дизајнирани за спречување на трговците кои би се ангажирале во некаков вид на измама или одредени нефер практики со цел стекнување на предност во однос на конкурентите. Законите за заштита на потрошувачите се еден вид на државна регулатива, чија основна цел е заштита на правата на потрошувачите. Заштита на потрошувачите е поврзана со формирањето на организацијата на потрошувачите која помага во информирањето на потрошувачите со цел да направат подобар избор на пазарот на производи и при решавање на нивните проблеми во потрошувачките спорови преку советување на нивните пријави и начин на нивно остварување. Многу е важно секој потрошувач да ги знае своите права, веднаш да ги пријави недостатоците, внимателно да го прочита договорот пред да го подпише. Тоа е моје право, со тоа се заштитувам сами од себе. Тоа постоje многу одамно. У општината имаш ако некој со ценни, именни и друго, трето, да се пожалиш, да се врне, да се рекламира, али тоа никој не го поштува. Ја имам половина Европа прошетано. Како тука што има безредие никаде нема. Не баш секаде. Некаде се осеќа дека немаме некое право ние да бидеме исправни, секој се наметнува своја политика. Тоа право е регулирано со закон, така да имаме право да ги рекламираме сите наши забелешки во однос на потрошувачката, услугите и сите други моменти што значат учесник во прометот на некоја работна организација и слично. Меѓутоа, колку се тоа право користи и злоупотребува и од едната и од другата страна, е тоа посебен проблем, така да не често се одлучуваат да тоа го пријават во надлежните органи за презимање на мерки. Има случаи на неиздавање на фискални каси, фискални сметки по право, така да, а тоа е казниво по законот за трговија. Поплаки за сметки, условување за гаранции и скриени недостатоци на производи, потоа за наградните игри и сезонските намалувања, како и неквалитетот на храната се најчестите представки на граѓаните во врска со непочитувањето на потрошувачките права, кои според институциите и организацијата за заштита на потрошувачи, а и според намерата на законодавството во оваа област, најдобро се заштитуваат со едукација, реакција и засилена контрола. Сите институции во државата поврзани со заштитата на потрошувачите успешно се ја вршат функцијата и постапуваат согласно законите се со цел да се овозможи регуларна заштита на потрошувачите во Република Македонија. На крајот и трговецот мора да свати дека потрошувачот е секогаш во право. Тоа всушност во повеќето земји во Европската унија и во светот веќе функционира нормално и Република Македонија се стреми да го следи тој пат во интерес на своите граѓани, односно потрошувачи.